Во сенките на Егејските планини и долини, пред да се роди Александар Македонски, пред да блесне славата на Пела, постоеле мали заедници, племења, кланови и семејства кои живееле во постојано менлив свет. Денешната епизода не води во времето пред историјата како што ја знаеме, за да откриеме како се роди идејата за македонската држава, кои беа нејзините први чекори. Наш соговорник, еден од најдобрите познавачи на таа материја, професор Драги Митревски. Добро вечер повторно, професор. Добро вечер, добро вечер. Се надевам дека се чувствувате повторно добро. Секоја се чувствувам добро тука и не ми е прв пат, до кај ќе одиме, ќе видиме. Ќе одиме многу далеку, со вас ви кажав дека имаме уште проекти многу замислено, ќе одиме и на терен, значи све ќе испитаме како што треба. Професоре, денеска сакаме да зборуваме за каков бил геополитичкиот и етничкиот мозаик во регионот на денешна Македонија и Северна Грција во периодот пред да се формираат првите држави од Хомер до Херодот. Да, значи точно во тоа време не можеме да правиме муабет за држави, нели? Интересното е тоа што целиот овој простор, значи ако на југ го имаме грчкиот свет, све тој што континуирано се развива од Микенско време, па протогеометриско, геометриско време, до класично време, до градовите полиси, до развојот на филозофијата, на архитектурата, на сето тоа што го прави класичниот грчки свет, оваа територија е нешто друго. Целата територија, од Јадран па до Црно море, е со заедници кои имаат сроден културен развиток, кои поминуваат низ буквално исти етапи, исти фази, исти процеси на развиток низ целото бронзено време. Значи, низ целиот трети, втори, први милениум пред нашата ера, додека се формираат првите држави. И тие први држави на овој простор ќе бидат различни од политичките заедници во рамки на грчкиот свет, со тоа што овие ќе бидат наследни монархии, а тие се тамо градови полиси. Нели, наследни монархии, као првите се сакате Илирската држава, сакате Пајонската држава, сакате Тракиската држава или Македонската држава, се тоа наследни монархии. И на цела оваа територија нивниот развоен пат буквално низ бронзеното и низ железното време, сакате културолошки, сакате економски, сакате трговски, сакате секако, е буквално еднаков, исти. И ист е односот кон грчкиот свет. Тоа е многу интересно, што сите тие имаат еднаков однос кон градовите полиси на југ. Дури користат во класично време, зборам јас, која ќе има писмо, која ќе има монети, која ќе има пари, дури користат грчко писмо, митологијата, си имаат своја митологија, сите си имаат свој јазик, све, ама оттамо дуваат ветриштата, оттамо се влијанијата, као што денес влијанијата се нели од запад. Америка, да. Сега за овие заедници на оваа територија тука, во тие времиња, ние знаеме исклучиво преку археолошките наводи. Значи, археологијата е таа што ни ги открива, што ни кажува какви се, како се погребувале, какви им биле населбите, какви им биле верувањата, релациите, со кого тргувале, економски како се развивале, сите тие заедници. Тоа што некои ќе се најдат блиски, тоа зависи од географијата најповеќе и од ресурсите. И ќе формираат држави скоро во исто време, малце подоцна Тракиската и Илирската држава ќе се формираат, но скоро во исто време, како и Македонската и Пајонската држава, но пресудно е тоа што нивната блискост на тие племиња, на тие заедници,
ќе одреди географијата и начинот на живот, географијата го одредува начинот на живот и денес на еден начин живеат оние ако кај кај нас да земеме територијата, многу се различни и по менталитет и по други културни особености, оние што живеат во планините високогоштаци, што ги викаме, нели, и оние долу што се по долината на Вардар отворена кон југ во рамницата, земјоделци се овие за сточари и различни негуваат различни културни вредности. Благодарение на тоа археологијата може да направи реконструкција на тој период и да ни кажи всушност, да ни ги определи, да ни ги дистинкција да направи меѓу едните и другите. Најповеќе по начинот на погребување. Едните практикуваат ритуално погребување, другите друго, но и сите други елементи. Па така можеме да кажеме дека оние заедници кои што се врзани за најгрубо тоа кажано, не граници не можеме ние да очекуваме во тоа време, но во процесот на формирање на народи од тие племиња, значи прво треба да се формира на една територија население од повеќе племиња кое е свесно за својата блискост, негуваат блиски вредности и ние ќе го наречеме народ, како што нели минатиот пат зборувавме за пајонците кои биле народ уште во бронзаното време затоа што имале организирана воена сила, војсководци, имале територија, имале биле фактор во тој свет, уште бронзано-добски свет. Така можеме да кажеме најгрубо до душе, дека оние врзани за сливот Јадрански, значи од Сава па надолу до Јадран, врзани за реките од Јадранскиот слив, тука ќе се обединат и ќе се развие илирскиот народ. И ќе можеме за народ да зборуваме во железното време. Веќе ќе бидат диференцирани као народ. Тракиците од другата страна, на исток, тоа е населението под Стара планина, Тракиската низија, до морето доле, низ која што тече од Струма на исток, низ која што тече тамо Марица, например, низ таа низина, тоа е јадрото, тамо е најмоќното тракиско племе од ризите, кои ќе направат, ќе бидат лидери, и тамо ќе се создаде и Тракиската држава. Сега територијата измеѓу, што е врзана за Егејскиот слив, не за Црноморскиот, не за Јадранскиот, туку за Егејскиот слив, а тоа е Вардар, Струма и Халиахмон или Бистрица. Тие се трите реки големи што влегуваат во Егејското море. Тој слив тамо ќе се развијат, ќе се формираат Пајонската држава и Македонската држава. Сега во што е тука разликата, тоа ќе биде интересно. Во што е разликата, бидејќи пајонците се, рековме, афирмиран народ уште многу давна, кога никој друг не се спомнува на таа територија. Сите тие племиња тамо, уште римските историчари ги имаат забележано дека се од пајонски род. Затоа што тоа е тој народот, како да го кажам, што функционирал на таа територија. Да, тоа ако ја замислиме, например, античка Македонија како политичка заедница, таа е многу повеќе политичка категорија отколку етничка категорија. Заради тоа што народот на таа територија е главно од пајонски род, можеби 70% од пајонски род. Можеме да ја замислиме како бивша СФР, склоп на повеќе народи и заедници. Во која што доминантен етнички елемент се србите, да речеме. Се србите, беа најбројни, нели така? Така и во таа политичка заедница, која веќе во 5-тиот век е држава, со владетели, со монети, ковање, со администрација, со престолнина, со све,
треба да гледаме на античка Македонија. Значи, тамо доминантен етнички елемент, субстрат е пајонскиот. Но уште во Микенско време ние знаеме за пајонци, уште од Хомер знаеме за пајонци, од Пелагонија до Пиерија, до морето, врзани се тие податоци. Значи биле под влијание на мекенската култура, професор. Све е тоа опишано како пајонска територија и сите тие племиња се врзани и оние по долината на Вардар и притоките на Вардар се таа територија со таков народ. Сега, оние долу јужните пајонци, тие се влегуваат конститутивен дел се на античката Македонија, а оние на север од Демир Капија, посеверните пајонски заедници, тие имаат своја независност. Таа независност, најверојатно е од политички причини, со растежот на македонската држава. Се уште во 5 век не постои името македонска држава. Нема дури во време на Филип ги викале оние на Филип. Така. Не пајонци. Не македонци. Не македонци, не. Значи Македонија со својот растеж и ширење, постепено ширење, зафаќање територии, околните територии, она се формира во сила и подоцна и во империја, нели? Но им треба сигурност од север. Уште Филип тоа го знаел, и походи превземал од северните племиња горе, дали се тракиски, дали се илирски племиња горе, кои правеле проблеми, мора прво нив да ги смири, за да може да се оствари идејата да оди Па со трибалите дарданците прво мора да ги потисне горе на север, мора да не бидат опасност. Така. Затоа што секогаш тие ќе бидат опасност. Заради тоа им е оставена независност на северните пајонци. Да си имаат свое кралство, како фактички заштитен зид. Да. Да си имаат своји владетели, да си имаат своја престолнина, да си коваат своји монети, да си водат своја политика, своји кралеви. Тие кралеви си имале значајна улога во историјата на тој свет, во историските настани на тој свет. И така ние имаме по на север пајонска држава, по на југ долно македонска држава, кралство или Аргиатско кралство, или подоцна со Александар ќе се прошири тоа до Инд, нели? Како се обединиле, професоре? Обединувањето си доаѓа само по себе како потреба за да може да се претопиле, за да се развиваш. Так. Вие сте сородни заедници, исто зборувате и се организирате. Сега треба сила што ќе ве организира. Или лидер некој. Лидер. Тоа во кај долно македонското кралство, дури на почетокот го имаме и кај првиот историски владетел Александар I, оти тие пред Александар I, значи пред 5-тиот век, Александар I доаѓа на власт 499 година. Да, тие пред него се сметаат за легендарни владетели, постојат и пред него, до Пердика и до Каран. Ама тие се легендарни, тие се поврзани со легенди, не со конкретна држава. Ово е првиот што има своја престолнина, своја администрација, првиот што кова монети, првиот што води некоја политика, првиот што е многу важен фактор, тоа е време на персиските војни против Грција. Ово е тука игра клучна улога. Часе со едните, часе со другите, многу бил итар, многу бил мудар, па бил ја дал ќерката своја на генералот персиски, била персиската страна, а од друга страна го кодошел, им кажувал на грците од кај ќе дојдат персијанците за да ги нападат. И така ја сочувал територијата и од едните и од другите и ја развил, ја расширил на исток, ја расширил по долината на Вардар и направил цврста држава. Тоа што учествувал на што сакал да учествува на Олимписките игри, па не го признавале, затоа што не е од грчки род, па морал да измислува своја генеалогија,
он ги убедувал, буквално така и изворите кажуваат, има еден куп генеалогии, сите настојувале да водат потекло од некои митски времења, од некои митски јунаци, да се врзат, не знам за како што Александар се врзувал, сакал да има потекло бе директно од Ахил. Так, божество некој да го исполнува. Или од Хераклидите, или така и овој си направил, се убедил сами од себе, така викат историските извори, се убедил дека владателската куќа македонска е од Аргос, за да бидат грци од Аргос Пелопонески, за да го пуштат да учествува, и тогаш го добива тој надимок Филхелен или љубител, Гркофил. Пријател на хелените. Љубител. Ние би го рекле Гркофил, нели? Сега, после него доаѓа, тоа е 5 век. И државата веќе е формирана како политичка заедница. Населението внатре е сосема друга работа. Населението внатре е се оние племиња кои во железното време тука се развивале. И меѓу нив најмоćни се и економски и секако оние по долината на Вардар. Посебно по долен Вардар, во областа Амфакситида, што значи од двете страни на реката. Значи од Демиркапија надолу. Толку богат регион во тоа време, толку моќен регион, со и ден денес има многу таму наоѓалишта на бакар, на злато, во Анска река има антимон, дури Конска река во Гевгелија е златоносна, многу брз економски растеж има во текот на железното време пред да се формира државата и не случајно тука е пренесена престолнината после, баш во тој регион. Тоа е ударниот регион што ја дава економската моќ за да може да биде после тоа да биде империја. Но на север, кај условно кажано северните пајонци си имаат своја престолнина, тоа е во откриени се остатоците од таа, убицирана е таа населба, значи во историските извори кажуваат дека Бела Зора е најголемиот пајонски град и тој е убициран уште 76 година од професорот Иван Миколчич. Да, Бела Зора е на градиштето Кнежје. Он го мерел, пошто најголем, сите околу се со по 2-3 хектари површина, ово има 20 хектари површина и мора да е тој, без ископување, без ништо. Сега дојде време тамо да се ископува, кај селото Кнежево. Вие го истражувате моментално. Да, и тамо навистина ние откривме Кралска палата, откривме храмови, откривме Акропола заградена прекрасно со прекрасен бедем, улици, магазини, складишта, сите во служба на Кралската палата и на владетелите што биле таму. А тие владетелите историјата ги знае, почнувајќи од Агист, кој умрел во време кога Филип дошол на власт, така го знаат датумот на владење на Филипа 359 година, тогаш умрел стариот владетел на Пајонија Агис. Значи, они имале кралство вистинско, после доаѓа други владетели, Ликпеј, Патрај, Авдолеон, Леон, Дропион. Нивната палата е на Кнежје. Дори модерното село Кнежје се вика Кнежје. Зашто Кнежје? Зашто се вика Кнезови биле, нешто. Затоа што во словенскиот јазик нема име за крал, за цар, кнез. И тие дури тоа село кое е во 12 век, 13 век основано, некојаш во среден век можда или во турско време, никој не знае точно кога, но го зево името Кнежје, точно заради свеста дека горе на Ридот владетели некој имало. Тоа е тоа што пајонците го имале престолнина, значи испадна дека таа Бела Зора, таа не е само најголемиот пајонски град, туку е и престолнината и по значење е најголем, не е само по површина. И денес тоа се истражува, веќе 10 години се истражува тамо и со секој истражување се повеќе и повеќе се потврдува такво нешто.
Кога можеме да зборуваме за појава на македонска држава, професоре? Кога точно? Кога држава во период? вистинска Смисла, во да. вистинска смисла политичка заедница, рековме со Александар Со I. Александар Први. Александар, тој доаѓа на власт 499 година, значи на почеток. Имаме археолошки на докази пети за тоа, така мислам излагаат. Ама како не, првата престолнина е во Ајга, нели, пред неколку Да, сакам месеци. да го напомнеме. Бевме, да, видовме Видовте, тоа. Да. пред неколку месеци таму 10 години се конзервира, одавна е откриена палатата. Прекрасен музеј во Ајга. Палатата ја видовте ли палатата? Да, ја видовме. Ја отвори лично Мицотакис. Так. И ја афирмира Иста како ова што е во кнежје. тоа следува сега да го кажеме, али ја афирмира како Спектакл. Како спектакл, како вториот Акропол за Грција, како по значење Втор Акропол. Акропол, да. А ние го имаме Сега и истата овде. таа палата ја имаме и во Билозора. Так. Апсолутно исто, дури со тоа што не можеме да доистражиме затоа што имаме решени имотно-правни односи. Има еден ден таму со- но нашата е дури и повеќе сочувана, нашата е украсена со џидовите се украсени со Фрески, со фрески и настрадала во еден момент. Настрадала во еден момент. Келтите кога дошли. Да, 279 година, наездата на келтите, и таа е половина во пепел, пеплосана, изгорена во пожар, пола е останата настана, се обиделе да ја реновираат, ама веќе немале економска моќ и останати се направени капители, столбови за да се реновира, не составени, не е реновирана, тука завршува све, значи била во употреба некаде од крајот на 5 век до почеток на 3 век, тука биле владетелите пајонски од тука владееле. Како се развивал македонскиот идентитет во однос на другите егејски и балкански народи, професоре? Македонскиот идентитет не можеме да го гледаме со очи денешни. Затоа и ве прашувам да не можеме направиме. ние да очекуваме да зборуваме за македонска нација во 5-4 век пред наша ера. Ние зборуваме за заедници кои биле под нечија власт. Таа власт може да биде домашно, може да биде туѓа власт, но тие се обединети и тие си имаат силна структура, и воена, и обшествена, и секаква, си плаќаат даноци, си се обврзни да даваат и луѓе во случај на војна, си имаат своји поделена е територијата како што секоја монархија си владе, значи по системот на монархиски систем, на монархија. Истото се случува и со Илирската држава на исток, исто се случува и со на запад и со Тракиската на исток. И во исто време се развиваат, во исто време го имаат, поминуваат низ истите тие процеси и исти односи имаат кон грчкиот, кон хеленскиот свет. Кога доаѓаат римјаните, нормално најголема опасност за римјаните е Македонија. Таа е силата која може да ги загрози и нормално таа и најмногу страда од римските освојувања. Градовите се срушени, тотално поделена е на 4 мери. Ограбена. Забрането е да се мешаат од една во друга мерида, токму Провинции заради тоа прогласени. се практикуваат многу колонизација и деколонизација. Тоа е начинот да го Разделат. Раздели па владе, да направиш нели? римски народ. Так. Значи ќе донесеш римјани на едно место, а овие од тука ќе ги однесеш на друго место, ќе даваш земја на ислужените легионари да си одберат кај сакаат да живеат, добиваат место кај ќе ја завршат службата, тамо добиваат земја, тамо добиваат имот, тамо ето како Скупи што е прераснат од Со римски сите логови права римски да ги ужива. во најголем римски град на Балканот. И на тој начин треба да се гледа на работите. Нацијата е политичка категорија која е
многу подоцна. Не можеме да зборуваме за нации во ова време. За народ, да, но не за нации. Во подоцнежната македонска експанзија, колку се важни овие први чекори за разбирање на подемот на Филип II и Александар Македонски, професор? Подемот нивни, Да. подемот нивни зависи од успешноста на Филип пред се. Значи, он е тој што успеал да создаде таква структура и воена, и економска, и обшествена структура, да му обезбеди на него сигурност и од север и од југ, иако морал да војува и со тие од север и со тие на југ, и да создаде клима за тоа што го имал на ум, а тој не го реализирал, туку син му го реализирал, со тоа што никако Александар да се насити од освојувањата кон исток, па планирал да оди на запад, да стигне, тука веќе стигнал до крај на светот. Аристотел малце му го зафркнал. Па Му рекол дека е таму, иначе да... Не да толку он со таа ука што е имал, со тоа знаење што го имал и со таа представа за светот, он мислел дека е повикан, дека е Месија, дека е тој што треба да биде газда на светот. Тука стигнал до Инд, мислел дека е крај на светот, па се вратил назад во Вавилон, починува, бродовите се градат цело време на брегот сириски за да тргнат на запад. Он имал идеја да оди на запад. Не тоа што он не освојувал, он не плячкал, он не донел ништо. Он не донел ништо во Македонија. Да донел зрнце да донел од све што освојувал тамо. Затоа е голем професор. Да носел во Македонија. Ке сме биле како Шпанија со конквистадорите што ден денес живеат од тоа злато. Ама ништо не донел во Македонија, него светот го сметал за негов. Он основал градови, он основал библиотеки, он основал школи, театри и затоа и го дочекале во Египет. Го дочекале не како освојувач, него како син на Амон. И така го третирале, и он така се чувствувал себе си, а идејата му била да стигне на запад до крајот на светот се сметале столбовите на Хераклеја или Гибралтар, некаде таму се сметал за крај на светот, дотаму сакал да стигне и не успеал, нели, со тоа што така завршил во Вавилон, а ден денес секој од археолозите се води од идејата дека ќе го открие гробот на Александар. Па приказни имате колку. Имам и ја една, ама не ја кажувам сега. Буквално во секое село е гробот на Александар. Кај да одите? Во кое село ќе одите? Сите го знаат, тука е гробот. И прво прашање на секој археолог, што си археолог, да, каде е гробот на Александар? Да, тоа е, иако оној саркофаг чија копија ја имаме ние денес во археолошкиот музеј, е навистина саркофаг. За во Венеција таа зборуваме што е? Не, за саркофагот кој оригинал се наоѓа во Истанбулскиот археолошки музеј, кој е откриен во една некропола на локален владетел во Сирија, ама кој на себе, кој одговара на описите на саркофагот на Александар. Од секоја страна е во релјеф, се издлабени битките негови, успесите негови, а географите и историчарите имаат запишано точно од која страна која битка е представена во релјеф, боен релјеф, таков саркофаг, од истиот тој е откриен во Сидан, блиску до тогаш Отоманска империја, па донесен во Истанбул, ден денес се наоѓа во Истанбул и ден денес тој важи како саркофагот на Александар, така и надписите стојат во археолошкиот музеј во Истанбул и така светот го знае и го посетува.
нашите успеа да земат копија од тоа, да направат од тој саркофаг. Па денес го има Го имаме во археолошкиот, да. музеј кај нас. Можат да го видат нашите Да. гледачи, Но- да го посетат археолошкиот музеј. Да, но загадката се уште стои, затоа што од другата страна пак ги имате записите на Птоломеј, генералот негов кој влада со Египет, кој кажува како он го донел Александар во Египет. Тоа било желба негова, тамо во Александрија да биде закопано. Понатака па за време на римјаните, за Цезар. Така. Цезар кажува дека као го посетил, го видел. Подоцна и Клеопатра Наполеон. исто, Подоцна и така. Наполеон исто така носел тој со себе, нели, географи, историчари, што забележувале све што прави, па го фалеле внатре и ги сите детали ги опишуваат дека и тој го посетил гробот на Александар, па затоа сите во Александрија го бараат тоа. Дали е тоа за да ги величаат овие и на вистина никој не знае загадката. Друга пак има верзија, трета верзија таа демек. Тој ги пуштил сите тие приказни да се развиваат, ги нарачал сите тие приказни да се развиваат и овој саркофаг што е денес во археолошкиот музеј во Истанбул е всушност саркофаг на еден локален тамошен владетел, чиј идол му бил Александар, па си направил Така си направил тако саркофаг, иначе во него нема ништо. А третата верзија е дека сето тоа е пуштено за да може он спокојно да дојде во Македонија. И да се закопа некаде, некои пишуваат во старите пајонски гробишта. Старите пајонски гробишта, кај се, што се... Ќе ја оставиме за следните генерации археолози. приказна, но видите колку верзии има Так. само заради тоа. Јас знам Пошто една- сакала мајка му да дојде, Так. да дојде тука, ма како да дојде тука, он е тој кој што сите се грабале за него поради него и неговиот владетелски прстен и неговите инсигнии кралски, буквално после него настанува распад на не Целата само на империја. војската, него Целата на империја, империјата да. распада. Генералите си взимаат своји делови и отиде империјата без него. Сите се тепале за тоа, за да добијат наследство од Александар, да станат следбеници негови. Дури долго време после него се коваат исти монети со неговиот лик. Јас знам една приказна дека е однесен како Свети Марко и саркофагот е во Венеција. Ама тоа ќе оставиме на науката, професоре. Како е поделена империјата, кажете ми, професоре? На кои генерали, кои земале, кои делови, да им објасниме на гледачите. Не, тоа е познато Добро, во историјата. така, да се навратиме малце. Тука бил оставен Антипатар кој ја На оваа територија. кој ја чувал фамилијата кралската. кралска, нели, он тука додека трае експедицијата. Иначе после смртта негова све Касандар он е суров. Наследникот на Александар директно и жена му Роксана ги елиминира. Селеуките владеат со тој дел Сирија на исток, Птоломеј Египет. со Египет и тоа трае све до Рим. Рим после тоа го решава како што го решава и дори оваа матичната област на Македонија ја дели на 148 година, дели на 4 дела. Зборувавме за тоа, за да немаат контакт едни со други. Професоре, кои се блиските народи на Македонија и кои били нивните релации во тоа време? Блиските, мислиш, географски? Географските, да, тука на таа територија најблиските, кои биле? Народи. Народи. Да. Значи, кога правиме муабет за народи, прво треба да се знае дека конечното формирање на преисториските заедници во народи, значи првите палео-балкански народи, се случува во железното време. Значи, тогаш можеме да правиме муабет за народи,
со своји обичаи, со своја територија, Погребувања, да. Дури во железното време. За пајонците можеме и во постари времења, рековме тоа. Так. Но палеобалкански народи се веќе формирани во 7-миот, 6-тиот до 5-тиот век и од нив ќе бидат направени и првите држави, нели? Најпознати се на Балканот се, например, илирите. Илирите, најмоćни илири се аутаријатите, оние во западна Србија и во источна Босна. Ардијеите се под нив во Црна Гора, Гусари Бирено, еден куп племиња, даорси, десидијати, партини, сите тие се можеме да ги наречиме веќе во железното време илирски народ. Трибалите исто така. Тие се денешна Србија, источна Србија, северозападна Бугарија. Еден куп тракиски племиња. Дури мислам дека науката не ги познава сите. Науката Херодот рекол дека после индиците најброен народ се тракиците. Так. Значи од Скитија горе, од Русија до Егејското море долу и на другата страна од Црното море во Битинија, во му доаѓа источниот брег на Црноморски, исто тракиски племиња, значи околу Троја биле тракиски племиња. Све, а јадрото им е во тракиската низина, кај што е денес Пловдив, кај што денес тече Марица и кај што е територија на Одризите све до Црно море. И тие први, значи најмоćните племиња први ќе направат држава. Сега, на Балканот, на наша територија, на север се дарданците. Значи, дарданците се измеѓу едните и измеѓу другите, некаде по текот на Јужна Морава, источно Косово, на таа територија. Но тие се посебна приказна. Значи, дарданците се посебна приказна заради тоа што нив ги има во кај Хомер, во Тројанската војна, но не како балканци. Како балканци се само пајонците и некои тракиски племиња. Значи, они се дојдени од некаде. Нив ги има како тројанци, како малоазици, како тројанци. Значи... И не само како тројанци, него со континуиран развиток предходен во Мала Азија. И тоа не во Мала Азија, во Троја, во тој регион на Троја. И не во Троја, туку во кралската куќа на Тројанска. Значи, дарданците се ген тројански, како што бегале пријамовото семејство, се повлекле навак. Значи, со други зборови, тие потекнуваат од кралскиот род на Троја. Тие, например, нивниот водач Енеј, братучет на Хектор и Парис. Така, значи он не случајно дарданци. Што ги водел. Подоцна тоа. Не случајно дарданци, дарданелите се дарданели, затоа што таа е територија дарданска до тогаш. После Тројанската војна не се спомнуваат таму. Некаде се отидени. А пророштвото вика, легендите викаат и изворите историски викаат дека пророштвото му го дава на водачот на дарданците на Енеј клучот од Троја, тој да го чува. И да отиде некаде на запад, да отиде на запад и тама да оснива кралство за да се сочува тројанскиот род. Бидејќи тука ахејците кога влегуваат со коњоти, тие палат све, уништуваат све и успева овој со помош на боговите, нели, као легенда, успева Енеј со својата дружина, со татко му на грб да го качи и на брод, демек на брод, не знаеме, но така викам Енеидата, значи Енеидата е пандан на Одисејата. Ако враќањето назад на грците до дома трае уште 10 години со Одисејата, опишан патот на враќањето на нивно, ова е пандан, враќањето, одењето на Енеј како се одвивало во новата територија
што ќе биде одбрана за да се сочува тројанскиот род. Значи, ама тоа е Виргилий, тоа е литература, тоа е книжевност. И тој, како пандан на Одисејата, го опишува патот на Енеј на запад, некаде на запад, не знаеме каде на запад. Се спомнува во пророштвото, се вика на запад, одма на запад, позади трачаните, на запад од трачаните, но тоа може да биде до Бесвес, тоа може да биде секаде на запад. Кај отишле? Ако ја следиме Енеидата, тоест патот на Енеј, со неговата дружина и бродови, тој ќе не води низ Јадранско море, на кај Малта, не води на Лацио. не води во Африка, во Либија, во Африка, кај што е Енеј со некоја локална кралица Дида, таа се влюбува во него и него пушта за жива глава, мора да остане тука, мора да биде негов, тој мора да бега од неа, буквално, она пушта флота да го брка, бега од нега на Италија и на крај завршува во областа Лацио во Рим. Так. И на крај ислегува дека оттамо почнува родот римски. За да биде тој јуначки род, направена е таа приказна. За да влечат, Вергилија има направено таа приказна, за да влечат директен корен од тројанците. Значи пак нешто да има историја, потекло. И тоа се вергла после низ вековите, се пишуваат книги, автори антички, римски пишуваат дека родот нивни е тројански. Благодарение на тој Енеј, ма не само што се пишува, него опери се прават, приказни се прават на таа тема, многу експлоатирана тема. Арно, ама стварноста археолошка не го кажува тоа. Нема никакви податоци, никакви материјални остатоци за да биде тоа како што треба. Прво, не можеш да одиш на исток, на запад, не можеш да тргнеш на запад. Мораш да одиш по копно. Пат кој води на запад е оној пат по кој што пајонците дошле. Тој уствари нивниот пат го одел. Всушност, он го знаел тој пат. Па да, тоа е единствениот пат. Тоа е единствениот пат. Далеку од думот со тие кораби толку време ти да поминуваш низ све и на крај да завршиш во Лацио. А ако одиш на запад, ќе одиш по овој пат по кој што дошле пајонците. А тие дошле од градот Амидон на Аксиос, така вика, така објаснува Пирајхме, вториот генерал пајонски, он кажува дека од градот Амидон, што е на Вардан, тоа е одма под границата денешна наша, да има локалитети убициране на локалитетот Вардаровца, голема населба од тоа време. Од тамо тој вика дека сме дојдени овамо во Троја доаѓат, патот точно се трасира според распоредот на археолошки локалитети од тоа време населби. Како се распоредени населбите, ќе ги поврзиш и доаѓаш до одење по 30 минути пеш. Само по тој пат можел да оди на запад Енеј, водачот на дарданците. Дарданците биле пријатели во сојуз, соборци со пајонците. Так. Буквално пајонците биле тие што ги донеле во новата, некаде нова земја, кај што ќе направат нова Троја, кај што ќе го продолжат својот род. Таа земја, ако одиме по овој пат, влегуваме на пајонска територија, по срцето, по Костурот, по Вардар, одиме на север. Можело само на север да се оди, на запад не можело да се оди, мочуришта се, нема пат, нема комуникација на запад. На север. На север може да се оди до Грделичка крисура. Може да се оди до тој регион. Тамо, во Јужна Србија, во Јужна Морава, источно Косово, идеален простор. Тамо се јавуваат дарданци во историско време. Се викаат дарданци, носат обичаи нови, туѓи,
на претходното население што тука Погребувањата живее, какви се мешаат со локалното население, но носат своји обичаи, свој материјал. Тие дарданци се всушност историските дарданци, народ многу познат во историско време, имале своји две племиња, познати се две племиња, Галабри и Дунати, па се смета дека овие Галабри се подоцна преселиле во Италија и тамо е Калабрија. Калабрија. Тамо е Калабрија. На југот долу. А овие дарданци станале соседи на пајонците, биле соседи, тука лоцирани и во прво време негувале исти вредности, но подоцна биле илиризирани. Од околното население биле илиризирани и таа област низ историските извори е позната како Дарданија, си имат и некои своји владетели се спомнуваат, дардански владетели, но правеле многу проблем на античка Македонија. Значи, на античка Македонија они биле проблемот, навлегувале кога Македонија се спремала да оди на поход и после тоа тие редовно влегувале, па се враќале назад со илјадници робови. Со плен, пред се робови. Илјадници робови. Па еден човек можел да има 1000 робови, еден газда. Да. Со тоа што навлегувале па се враќале, правеле проблем за да ги смири. Александар можда не успеал, ни Филип да ги смири, но походот на келтите го решил проблемот, така што ето тие не успеале да направат вистинска држава таму, но во време во римско време таа област е Дарданија, римјаните ја знаат како Дарданија, и таа област некогаш е поширока, некогаш е потесна, но што е битното во цела оваа приказна? Битно е дека родот нивни е кралски од Троја. Да. А сега ова е верзијата која јас ја кажувам во изворите и во литературата и во науката има 3-4 варијанти на сето ова и со секое ново откритие се додава зрнце или на оваа страна или на онаа страна. Но факт е дека на север од пајонците или по Јужна Морава и Источно Косово е територија на дарданците, моќен централно-балкански народ, формиран како народ заедно со трибалите и со другите илирски племиња. Така кажува науката, професор. Значи, тие околу што се држава ќе направат илирска држава во прво во Албанија, подоцна во Црна Гора, престолнината ќе им биде со тоа што ќе бидат врзани за Јадранското море, тракиска држава која ќе биде врзана за Црноморскиот брег, ќе најмоќните племиња ја прават државата. Так. Тамо е владетел. Од него зависи, од нив зависи дали ќе ги обедини или не. Тамо одризите успеали владетелите одриски да направат држава. Да. Како што овде владетелите аргеатски успеале да направат држава македонска, а горе над нив пајонските владетели да направат своја држава или пак им е дадена од политички причини за заштита, за да се штити Македонија од север, од кого? Од дарданците. Значи, комплетно имаме еден континуитет на развиток, обединување на племињата со македонците, со пајонците, со све. Населението, како ќе кажеме, македонци. Так. Во тој случај, исто кој што да сме кажале југословени.
Значи Склоп на народи тоа и народности. тоа се различни етнички заедници, каде што има и тракици, има и илири, Пајонци. најмногу има Пајонци. по род, така викат изворите, Така. римските извори така викат. Но македонци како народ е заедничко име за сите. Така, професоре. Ви благодарам уште еднашка. Ова беше интересна епизода, се надевам за гледачите. Има уште на оваа тема да се зборува, но во следните епизоди. Обединувањето на племињата на северниот и егејски свет не било само историски настан. Тоа било будење на нова сила, која подоцна ќе го промени светот. Археологијата ни нуди скршени парчиња од таа голема слика, но благодарение на трудот на истражувачи како професорот Митревски, тие парчиња добиваат смисла. Останете со нас, бидејќи следната приказна е секогаш зад аголот, зад каменот, зад зборот. Пријатно.